Почитувани советници, почитувани граѓани на општина Валандово. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 8-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На денешната седница се присутни 15 советници, со што констатирам дека Советот полноправно може да носи одлуки. За работа на 8-та редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Годишна сметка на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Точка 2. Годишен извештај на општина Валандово за 2025 година. Точка 3. Завршни сметки на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово за 2025 година. Точка 4. Завршни сметки на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито Валандово за 2025 година. Точка 5. Завршни сметки на Основното општинско училиште Страшок Пинџур од Јосипово за 2025 година. Точка 6. Завршни сметки на детската градинка Калинка од Валандово за 2025 година. Точка 7. Завршни сметки на Дом на култура 25 мај за 2025 година. Точка 8. Предлог одлука за прифаќање на донација, изведба на градежни работи, реконструкција на дел од тротоарска површина на улица Никола Каре во Валандово од Друштво за трговија и услуги Слофренц АС до од Валандово. Точка 9. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Точка 10. Предлог одлука за прифаќање на донација на техничка документација и ревидентски извештај за основен проект реконструкција на пристапна улица, парк и паркинг во Валандово од Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги МГ проект Дуел од Скопје. Точка 11. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Точка 12. Предлог одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на програмски активности на Сдруженијето на граѓани за развивање на ракометот во Валандово, ракометна школа од Валандово во износ од 75.000 денари. Точка 13. Предлог одлука за давање во закуп недвижна ствар сопственост на општина Валандово на КП број 3678 КО Градец. Точка 14. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект подобрување на комуналните услуги во југоисточниот плански регион преку набавка на возила за општина Валандово. Точка 15. Предлог одлука за формирање на НВО Центар за невладини организации во општина Валандово. И точка 16. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Отворам расправа по однос на дневниот ред. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно е усвоен дневниот ред за 8-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Точка 1. Годишна сметка на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Замолувам представникот од општина Валандово Славица Петара да се произнесе по однос на ова. Добар ден на сите. Во оваа точка за завршна сметка на општина Валандово, градоначалникот како законски застапник на општина Валандово има законска обврска до 28 февруари да достави завршна сметка на книговодствена завршна сметка, сметководствена за сите сметки со кои што располага општина Валандово. Тоа е доставено до Централниот регистар Република Македонија и до Државниот завод за ревизија. Но, исто така, има законска обврска што произлегува од сите позитивни законски прописи, а тоа е до 15 март имаме доставено и завршна сметка до Министерството за финансии, која што е во суштина консолидирана завршна сметка на сите сметки со кои што располага општина Валандово. Овдека во ова консолидирана завршна сметка, освен сметките со кои што располага општина Валандово, влегуваат и сметките на основните училишта Јосип Броз Тито, Страшо Пинџур, гимназијата Гоце Делчев, културниот центар 25 мај, како и детската градинка Калинка од Валандово. Во ова консолидирана завршна сметка исто така ви се дадени вкупните приходи
и вкупните расходи за 2025 година во табеларен преглед, а во одлуката за оваа завршна сметка ви се представени пред се според законот не треба да ги поделиме на приходи и расходи. Приходите имате пред вас, вкупните приходи за 2025 година се 311 238 877, а вкупните разходи се 325 410 163 и општина Валандово годината ја завршува со дефицит од 14 171 286 денари. 14 милиони се извинувам, 14 милиони 171 286 денари. Ова го имате пред вас, доколку некој има за прашање. Тука се даношните приходи, вкупните даношни приходи изнесуваат 37 милиони 476 525, неданошните приходи 8 милиони 518 648, капиталните приходи на Валандово за 25-та година се 11 милиони 537 851 денар, приходите од дотациите 196 116 675 денари и трансферите од други нивоа на власта, тоа се 57 милиона 348 969 денари. Донации за 2025 година имаме 240 209 денари, а вкупните расходи на општина Валандово изнесуваат 325 410 денари. 325 милиони 410 163 денари. Значи, годината ја завршуваме приходната и расходната страна со дефицит од минус 14 милиони 171 286 денари. Значи, ова е консолидираната завршна сметка на општина Валандово за 25-та година. Ви благодарам. Благодарам. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој ва разбор? Доколку никој треба поведение. Благодарам, председателка. Зборувам нели за двете точки заедно, и за првата и втората, и ми беше сега очекувано дека оваа расправа ќе сакаме само да ги представиме, нели ќе сакаме една бројка единствена представена, тоа е дефицитот. Иако 100 месеци слушаме дека ја слушаме приказната за 40-50 милиони денари долгови, дека општината била задолжена и дека ликвидноста била загрозена и дека немало пари. На крај од оваа завршна сметка излегува сосема спротивното. И завршната сметка ги открива манипулациите што ги прават изминатите месеци, а кога зборуваме за бројки, тогаш да ги кажеме сите бројки од завршната сметка, а не само онаа што така најдобро звучи во политички говори за манипулирање на нашите граѓани. Прво и најважно, во оваа завршна сметка јасно стои дека општина Валандово нема ниту еден денар кредитно заложување. Нула. Тука така се. Нема кредити, нема долгови во завршната сметка. Во време кога многу општини знаете дека се со кредити и долгови, нашата општина нема земено ниту еден кредит. На крајот на годината, пропуштивте можеби ова да го кажете, на сметката на општина Валандово салдото е 8 милиони, нешто над 8 милиони денари, односно 132.000 евра. Значи 132.000 евра има на сметката на општината. И тоа значи дека општината не е оставена со празна каса, како што тврдевте изминатите месеци и се работи за чиста манипулација. Значи 132.000 евра на сметка, а викате дека е празна, за мене е манипулација. Но исто така сакам да кажам една друга важна работа. Во оваа општина за себе има проекти кои што се започнати или во фаза на реализација и тие во неколку наврати ги кажувам и изминатите седмици и тие се во вредност од 202 милиони денари или нешто над 3 милиони евра инвестиции. Што значи не само што има 132.000 евра на сметка, има и проекти од над 3 милиони евра кои што се започнати и обезбедени за граѓаните на општина Валандово. Како што гледаме, реализирани се
расходи од над 325 милиони денари, што значи дека голем дел од планираните активности и проекти се исто така реализирани. И сакам да кажеме јасно дека дефицитот што го гледаме од сега 14 милиони денари не е резултат на задолжување. Резултат на користење на средствата што веќе постоеле на сметката на општината. И пак сакам да повторам. Нема кредити, нема долгови и има над 8 милиони денари или 132.000 евра на сметка. И тоа е вистината. И уште едно нешто сакам да напоменам и да укажам. Сакам да кажеме каде се потрошени тие пари. Дали парите се трошени по седење во кафани, по службени патувања, по хотели, исплати на дневници или се работело домаќинство. Дали секој денар е вложен во капитални инвестиции, по градење, во инфраструктура, во улици и проекти, што ќе останат за сите граѓани на нашата општина. И за тоа денес, значи пак ќе заклучиме, да ја кажеме вистинската слика, дека општината нема кредити, нема долгови, има над 8 милиони и на сметка и над 3 милиони евра во проекти кои што се подпишани или во фаза на реализација. И на крајот доаѓаме до вистинската реченица, дека, значи, конечно, со овој финансиски извештај, што завршна сметка што ја гледа на општината, се крена маглата која што ја спуштавте изминативе неколку месеци пред главите на граѓани. Благодарам. Благодарам, колешка. Јас мора да одговорам на собесничката Налица, дека оваа завршна сметка, значи, јас сум извршител во општина Валандово, работам во администрацијата на општина Валандово веќе 25 години и целата завршна сметка, јас би рекол дека ова е консолидирана завршна сметка, е спроведена според сите законски прописи, според Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и овдека, ако тоа сакате да го кажете, значи, треба да знаете, сакам да кажам на советниците, дека општина Валандово секој први во месецот добива блок дотации за плати на вработените во износ сега во овој момент се 3 милиони денари. Тие 3 милиони денари се наменски средства наменети за плати на вработените во општинската администрација и добива на 15 од улично осветлување, јавно осветлување, по пат на кој што го плаќат секое домаќинство според бројач за струја, тоа се јавно осветлување меѓу 800 и 1 милион денари. Овие средства што вие ги рековте, се извинувам што јас не спомнав за овие средства, значи 4 милиона 764 денари и 330.000 4 милиона, тоа се пред се приходот од дотации што го исплативме во први месец за плати на вработените во општината. Разликата што останува, салдото на дотации, тоа се 2 милиона денари, кои што се дели на сите училишта и единствено лопса кој што располагаме 25 мај. Самофинансирачки активности, и тоа не го спомнав, дека сметките што се на основните училишта, на детска градинка Калинка Валандово, културен центар, имаат, освен буџетската сметка, на која што исто им стигаат блок дотации за исплата на нивните плати и материјални трошоци месечно, имат и самофинансирачка сметка на која што им стигнуваат приходите кои што тие ги реализираат, како што има гимназијата Гоце Делчев, Калинка Валандово, 25 мај Валандово. Тоа е пред се, тоа се од самофинансирачките активности. Тие се 8 милиона, значи пренесено салдо со кое што ние ја започнуваме годината. Општина Валандово има кредит од 2 милиона и 800.000 денари. Значи овдека сакам да ви кажам дека зборувам од стручна гледна точка, не политички. Кредитот не се изразува овде. Денеска бар го пративме. Кредитот се плаќа 2 пати годишно. 2 милиона и 800 денари, меѓутоа во оваа фискална табела, која што Министерството за финанси и која што сите општини ја имаат, не се изразува кредитирањето. Се изразува во сметководствените завршни сметки, кои што ги доставуваме до Централен завод за ревизија и до Државен завод за ревизија, до Централен регистар. Овдека тој изрезување не ни го дават во овие, значи имаме само приходи
и расходи. Во овие приходи не влегува кредитирањето. Кредитирањето се искажува во посебни завршни сметки, значи имаме и посебна сметка за кредитирање. Тоа е подзаем кој што доставуваме во секоја година завршна сметка. Ова година имавме период од 3 години грејс период, почнавме со отплата на кредитот. Еве градоначалникот е овде, денеска баш ја плативме ратата. Ви благодарам, сакам да кажам дека се ова што е направено во согласно со позитивните законски прописи кои што важат за финансирање на единствена локална самоуправа во општина Валандово. Ви благодарам. Благодарам, Ставица. Това е да начам. Благодарам. Многу магла се крева, не можеме да изчистиме вашата магла, манипулациите. За жал, секогаш оние што манипулираат ги обвинуваат другите за манипулации. Да, точно е. Околу над 50 милиони денари има долг општината. Сигурно за 3 месеци не го направихме ние. А да биде манипулацијата уште поголема, овие 8 милиона 107.772 денари е салдо на основниот буџет на општината 4.764.333, затоа што ДДВ-то кој што го исплаќа Министерството за финансии на општинската сметка стига пред нова година. А плата не можеме да исплатиме до 31, мора да исплатиме после 1. Дополнително во овој меѓу период имавме плаќани на една концесија, за јавноста подобро да знае, на територијата на општина Валандово и стигнавме до сума, бидејќи ни беа предвидени минимум да имаме околу 4 милиони и 200, моравме со тие пари да влеземе во следната година. Инаку, за волја на вистината и за јавноста на општина Валандово да знае, си стои изводот од првиот мој работен ден, каде што стои дека општина Валандово на сметка има 200.000 денари. И долговите, за жал, се зголемуваат и една работа да знаете, сите овие проекти кои што ги изборувате, мислам дека се платени два. Една улица во Удово и една фирма што има работено на асфалтирање, да не ги спомнувам се фирмите. Сите други проекти што се работени и учества на општината во проекти кои што се финансирани од други места, не се платени. Зборам за 2025. Не значи дека долгот, ова е завршна сметка за 2025-та, но долгот се акумулирал повеќе години наназад. Не знам колку бил предходните години, но сепак ова е сметководствено, ова е завршна сметка за сите, значи, како што спомна и Славица, завршна сметка фактички за комплетниот консолидиран буџет на општината, каде што спаѓаат основните училишта, средното општинско училиште, детската градинка, домот на културата, че ова не е основен буџет на општината. 350 милиони не е основниот буџет. Како советник од минатиот состав, треба да знаете дека буџетот е помалку од 100 милиони. Инаку, манипулации имало и ќе има. Единствено ако ја бива вашата партија е за манипулации. Гледахме што сработив, дали е проект реконструкцијата на киносалата. Фасадата паѓа, вентилацијата затворена, нема грејење, ладење внатре, непрофесионално изработена сцената. Луѓето кои што се на сцена кажуваат дека во секој момент може се чувствуваме дека ќе падне од неја. Тротоарите на улица Моша Пијаде од двете страни, ако го сметате за успешен проект, се веќе плочките искршени, не знам колку повозрастни луѓе имат испопаѓено, затоа што при временски услови кога малку е лизгаво, не се стои, не се оди по тие. Не знам дали сте поминали, веројатно ретко поминувате. Па, сте имали среќа што не сте паднали. Двата терени, во Валандово и во Јосифово, школските игралишта што ги викаме, се направени од материјал на кој што веќе се повредени
многу наши сограѓани и деца. Тоа сите го знаат, искршени се подлогите и нормално е сега треба да барам вештачени околу безбедноста на таа подлога, затоа што не може да дозволиме децата во училиштата и оние кои што ги користат рекреативно тие терени да се здобиваат со повреди, со кршеници на нозе, на раце, со истегнати ложи и со не знам што друго. Тоа го знаат сите што спортуваат и не е, како да кажам, не е јавна таа е јавна тајна. Да го споменам исто тука и одводниот канал покрај здравниот дом, кој што е чинел општината некаде околу 5,5 милиони денари, завршене, без истек, нестручно направено, значи тука завршува и готово, како каналот во Јосифово и не е платен. Еве, за информација за граѓаните. Не е платено учеството на општината во киносалата, не се платени асфалтираните улици во периодот додека вие имавте локалната власт. Значи, да не набројувам преземените обврски за плаќање на електричната енергија кон комуналното не се плаќале навремено и веќе имаме доспеани на 3 милиони денари, доспеани обврски, затоа што сме преземали обврска како општина да ги плаќаме. И така натаму, да не набројувам, набрзо во општината ќе има ревизија, ревизорскиот извештај ќе биде ставен на располагање на целата јавност и на вас советниците, па точно и вие самите ќе видите дали општината должи 50 милиони, дали имала пари на сметка од 8 милиони, како што сакате да ја манипулирате јавност. На првиот ден, ќе ви го дадам изводот од мојот прв работен ден, на него стоеше 200.000 денари. Тоа не е тајна, тоа може секој да го види. А дека проектите што се работени во 25-та од претходната власт, 90% не се плати. Али сликите се направени, објавени во повеќе фази, во повеќе бои, со повеќе, како да кажам, дополнување на нив за да бидат поживи боите. Значи, немојте да креирате вистина која што не кореспондира со реалност. Ке ве молам, знам дека ова политичко ривалство, не треба да биде битка, е ривалство. И треба да си ги сносите последиците како политичка партија која што направи огромна штета на репутацијата на општина Валандово, која што важеше помеѓу сите оние кои што се преуваа на јавни набавки, важеше за општина која што редовно плаќа. Сега има проблем и јавното комунално предпријатие и општината да се пријави некој воопшто да ги заврши работи. Затоа што имаме репутација на општина што не плаќа. На некој да му должиш година-две за она што го сработил, за проект на општината, да не му го платиш, не е коректно. Сега тие исти луѓе ние ги молиме да не покренуваат судски постапки за да си ги наплатат парите, затоа што ќе не блокираат општината. Дали тоа е ликвидна општина, која што не може да ги плати доспеаните обврски на времено. Мислам дека јавноста ќе биде запознаена многу подетално. Валандовчани и граѓаните на цела општина Валандово имаат право да знаат во каква состојба има општината, затоа што ние и вие заедно трошиме буџет кој што тие граѓани го полнат. Не може никој да не бидам премногу груб во изразот, крвнички да ги троши парите на граѓаните. Да реализира проекти кои што наместо да им го олеснат животот, им го загрозуваат животот. Небезбедни спортски терени, небезбедни тротоари, небезбедна киносала затоа што нема вентилација и вентилацијата е затворена. Значи ако поседите во киносалата околу 2 часа, ќе имате проблем со дишење. Тоа значи нестручно направени грејни тела. Сите знаеме дека кога ќе влезеш во такви објекти сме биле присутни или се темно црвени или се темно сини. За жал многу белина има ни самиот објект на киносалата. Ако се сеќавате, радиаторите беа тегели, офарбани. Сега се бели од тие на ефтините, ама за жал нема на што да ги приклучиме. Затоа што некој не водел сметка дека тој котел за парното е 80 години стар.
Треба некој да водел сметка кој е правил реконструкција за вентилација во тој објект. Тој објект не е безбеден за граѓаните. Сите постапки ќе ги водиме од почеток до крај. Дали некој подпишал употребна дозвола, технички прием на реконструкцијата, ќе го видиме и тоа. Такви небезбедни објекти нема да дозволиме повеќе да се градат во нашата општина. За да на некој му изгледаат убаво за наслика. За да ги замајуваат граѓаните, леле колку ние имаме направено во општината. А што не е платено? Можеме, вие сте советник, може да дојдете во службите и да побарате. Кои проекти од 24, од 25, од 23 не се платени? Кредитот за опремата на јавното комунално предпријатие, трактор, не знам, санка, метларка, сега отпочнахме да го плаќаме. Имало грејс период до сега. Тоа реализиран проект според мене, кога ќе направиш проектна документација за него, кога ќе го реализираш на терен и кога ќе го платиш. Тоа е реализиран проект. Како реализиран? Јас ќе реализирам за 200 милиони, нека го плаќа некој друг после мене. Тоа не е реализиран проект. Треба да имаш обезбедени финанси да го реализираш тој проект. За жал, пак ќе кажам, лошото раководење со општина Валандово во изминатите 8 години не доведе во таква ситуација да изгубиме репутацијата на општина, која што не само помеѓу изведувачите, помеѓу сите беше позната како општина која што редовно си ги сервисира своите обврски. И сите сакаат да работат во општина Валандово. И имаше конкуренција, имавме пониски цени на јавните набавки. За жал сега, ако ги погледнете јавните набавки во 25-та, каде најголем дел од јавните набавки се поништени поради високите цени, затоа што изведувачот кога ќе дојде да си гарантира нешто ќе стави повисоки цени. Едва е по еден се пријавувал. Во некои ситуации никој не се пријавувал. Верувајте ми, не можевме да најдеме сервис кој ќе се пријави на тендер за да ги сервисира возилата на општината и на противпожарната единица во Валандово. Затоа што сите одоколу имаат побарување до општината. Кој ќе се јави некаде за да не му платат? Јавното комунално предпријатие со милион проблеми баш во тој дел. Им се пријавуваат на јавни набавки црево кое што чини 1 метар од 150 денари, во јавната набавка за јавното комунално предпријатие 440 денари. Зошто? Затоа што едва еден понудувач го молеле да се пријави, за да можат нешто да завршат. Затоа што таму дефектите не чекат за утре, за после 3 месеци, за после 1 година. Дефектот, кога ќе се појави во водоводната мрежа, треба да се реши веднаш. Мора да има материјали тоа јавно предпријатие. Ако вие повторно сега се обидувате, 14 милиони бие во завршната сметка, 8 милиони имате на сметка, немојте да ги лажете граѓаните. Директно ќе кажам, не е тој мој збор. Лажење, значи не говорите вистината. Вистината е сосема поразлична. Ако пробувате со разни трикови таму по Facebook да ги манипулирате граѓаните, тоа е ваш проблем. Тоа е вашата матрица, за жал, која што исклучиво на манипулации последните 10 години со манипулации дојде на власт, со манипулации држеше власт, не само локална и државна, и ни се случува тоа што ни се случува не само во општината, туку и во државата. Заврши времето на манипулации. Времето на резултати доаѓа. Еве, како советници ќе искористам можноста, денес почна интензивно да се гради во нашата општина. Почна од Дедени, следната станица ни е Башибос, одиме во Казандол, се синуваме во Раброво, дел од Валандово, значи сите оние што се заборавени населени места од претходните локални власти, почнуваме со реализација со проекти кај нив. Почна подготвителните работи од денес на Македонија пат за реконструкција на патниот правец Удово Јосифово, каде што ќе бидат офатени реконструкција од Страиште до влезот на Валандово и од раскрсницата за Дојран до врзувањето до клучката за Собри по регионалниот пат 1401.
односно 11.05 е понова. Не е битно, сите го знаеме патот. Значи, и тој циклус ќе опфаќа некаде околу 1 милион евро инвестиција во нашата регионална патна инфраструктура. Ќе известам јавноста дека на седница на влада одобрени се и мислам дека набрзо ќе се спроведат јавните набавки од страна на Министерството за транспорт. 20 милиони и 300 илјади денари ќе бидат реализирани улици во населените места Собри, Пирава, Раброво и Марвинци. Мислам дека во оваа година ќе започнеме, ако најкасно почетокот на следната, со реализација на следна фаза во Брајковци, исто така уште една улица во Собри и во Пирава. Тоа е само од програмата на владата за реконструкција и изградба на улици за 2026 година. Исто така, во тек и изработка на техничка документација, која што две компании општествено одговорни ќе ни ја донираат. Бесплатно ќе ни изработат. Таа техничка документација чини, според моите пресметки и според ценовникот на проектантите, кои што знаете од 1.1.2024 е сериозно зголемени се тие цени, некаде над 10 милиони денари, реконструкција на зафатот и водоводната мрежа од Аразлија до Удово и Јосифово со изградба на нов резервоар од 500 метри кубни пред резервоарот во Удово. И зафакање на уште еден извор од 20 литри во секунда, кој што се наоѓа на некои 700-800 метри од тиролскиот зафат на постоечкиот извор. Таму се инсталирани цевки ПВЦ, и од Удово повозрастните знаат, обично тие цевки имаат век на трајање од 20 на години, затоа ќе одиме со цевки и претежно се отворени. Да. Значи, тука со тој проект се надевам дека во овој мандат ќе стигнеме во целост да го реализираме, во целост ќе ги обезбедиме потребите, значи тука е предвидена и филтер станица за вода. Да не добиваме заматена вода, туку прочистена вода да стига до чешмите во населените места во Удово, Јосифово, Горна Мала, а се надевам дека тоа ќе биде добра резерва и за Калково. Бидејќи таму во фаза е реализација на таков започнат од претходно проект. Чекаме на втората фаза, бидејќи надзорот кој што го определува Министерството за животна средина се уште не избран на јавна набавка. Ветено ми е дека во текот на оваа недела ќе биде распишен јавниот повик и дека ќе се обезбеди надзор за некои си месец дена од сега, за да можеме до летото да се заврши таа втора фаза и граѓаните на Калково да имаат квалитетно и добро водоснабдување. Не зависи од нас, бидејќи целата поставка ја води Министерството за животна средина. Исто така, ќе направиме се да ја подобриме спортската инфраструктура во општината, да веќе разговараме со луѓе инвеститори за да дојдат во нашата општина да инвестираат. Тоа не зависи од нас, зависи од моменталната економска состојба не само во државата, туку и во поширокиот регион. Така да сметам за една година од сега ќе зборуваме за многу поразлична слика, не за манипулации. Што би рекле, ќе погледнеме невистината во чело. Не на она што ќе го напишеме на Facebook страните со убави сликички, фотошопирани, направени, дори и неприродни беа боите на лисјата по дрвета, беа многу позелени на сликите што ги бојувавте манипулирајќи со граѓаните. Еве, ви го кажам колку пример, погледнете и ќе ви стане јасно. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Поле Баш ке погледам градоначалник, јас не знам што има по социјалните мрежи, конкретно по Facebook, немам таква социјална мрежа, не ја користам. Вие гледам предавно ја користите и се следите внимателно. Ќе ја погледам што ме толку интересно. Сакам да споделам дека за споредба
ги гледав завршните сметки за 23 и 24 година и се скоро па слични. Салдото на сметките на 23 и 24 година било значително помало од ова сега. Дефицитот бил скоро ист, меѓутоа немало таков наратив дека не функционира општината и дека не е ликвидна. И имало, се издвојувало и за минимални корекции на водата, на покачување на водата, се издвојувало и за бесплатни градинки и така натаму. Ако навистина постојат толкави големи обврски, кој што цело време сакате да кажете, вие не сте ни доставиле таков податок во материјалите во Совет, може би вие сте подојдел во право, ние имаме право да дојдеме, ќе провериме таа информација. И сакам да напоменам дека секоја општина има тековни обврски. Мене прашањето суштинско ми беше дали има огромни долгови, дали има кредитни задолжувања, дали има, мислам во бројки, колкаво е задолжувањето, колкави се тие домашни заеми, колкави се заемите од странство, тоа ме интересираше, меѓутоа ќе се обратаме до општината до информација. Благодарам. Само кратко. Го разбирам вашиот интерес, но тие што ги подготвуваат овие бројки и текстови за да ги научите и да се појавите овде на Советот, знаат и добро да манипулират, тоа го покажаа десетина години назад. И мислам дека ви одговоривме да долгот на општината Валандово заедно со преземените обврски за јавното комунално предпријатие за плаќање на електрична енергија се повеќе од 50 милиони денари. Мислам дека сум јасен. Дали не е долг што треба да доспее за 3 месеци, за 6 месеци, а некој друг го потпишал договорот за кредит, за потпишал договор за да го преземе долгот со Ивана. Ние ги кажуваме доспеаните до сега. Значи, обврските остануваат. Ако имаме предвидено, не знам, 18 рати да исплатиме електричната енергија, општината, кога сум ја преземал јас функцијата, имала неплатена 4 или 5 доспеани. И тоа само ни влегува во реалниот долг. Кога ќе доспеат, тоа станува долг. Чи некој презел обврска да ги плаќа, без разлика кој е градоначалник, кој ја представува општина Валандово. Свесно го прави тој долг. Ви реков, имаме колку пати ги сликавте тие таму трактори, санки, не знам што во јавното комунално предпријатие, за сега ние да ги плаќаме. Па не сте го реализирали во тој проект. Значи, од овие буџети треба да мислиме или да кратиме за други проекти, за да го платиме тоа што се случило пред 5 години. Имало, за жал, таа иста метларка, за која сме задолжени некаде околу 1,5 милиони денари само за неја, не беше во функција сериозно долг период. Односно, не беше направен ниту еден сервис, беше едноставно паркирана во гаражата на јавното комунално предпријатие. Општината плаќа за нешто што го нема искористено. 350 часови работа, а не направен сервис. Не променето луѓе ништо. Тоа е недомакинско, неодговорно работење. И општината за тоа што го плаќа треба да се интересира како е, што е, зошто го нема на улица, зошто не работи, зошто не сте купиле резервни делови што чинеле 10-12 хиляди денари, туку сте импровизирале сами да си режете од лимови и да ставате делови на неа, да ја расипите. Метларката што чини 1,5 милиони за кое што граѓаните треба да плаќаат. Такви ситуации сме имале за жал. Комуналното е па плюс друга приказна. Лом направено. Еве да го знаат граѓаните на општина Валандово. Да, бесплатна градинка сте овозможиле, ама долгот, почетокот на претходната недела ја блокира сметката на градинката. Не знам дали знаете. Граначалник имаме точка за градинката, Не само да кажам, затоа што ги спомна почитуваната советничка во нејзиниот говор, ја спомна градинката, ја блокира сметката. Затоа што некој дури не ги завел фактурите, односно опомената од нотар, налогот од нотар во деловодната книга во септември месец пред изборите. Ја блокира сметката. Зошто?
Нема пари, должни се, не знам, 3,5-4 милиони, ќе ви каже директорката сега во нејзиниот извештај. Бесплатна градинка, задолжија градинката, услугите на најниско ниво внатре, бесплатна била градинката. И кој е бенефитот на граѓаните? Тоа е партиципација, не е бесплатна градинка. Веројатно тоа чини многу повеќе да се згрижи дете цел ден, да му се даде јадење и ужинка. Општината не била во можност да прави такви салта мортале. Немала пари едноставно, не можела редовно да ги покрие фактурите од градинката. 5 или 6 месеци не беа платени кога дојдов јас градоначалник. Ако ги ослободиш градинката, односно партиципација ги ослободиш родителите, треба навремено да ги подмируваш обврските кон градинката. Не само да го направиш тоа за сликање и објави на Facebook, колку ние тоа добро го правиме. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг разбор? Овој. Поштован градоначалник, јас сакам само да ја поставам прашање во врска со спортските терени. Ако не се функционални, последните 2 месеци вашите колеги во Струмица, во Скопје, ќе цел нареден со истите тие такви терени. Министерството за спортот добрува, моментално учествува во партнерски активности со општините и уште ги прават тие терени. Ево, слободно може да се провери тоа. Инаку за безбедноста во спортот пресмртен ризик е тоа. И на асфалт, и на трева, и на земја, и на било што. Инаку никој не ги сака тие работи, тоа не слично. Благодарам. Благодарам. Почитувам советник, сигурно сте разговарали во темите, знам се спортили секојдневно си дел од спортските настани. Прашај ги тие што спортуваат на овој терен, пола игралиште искршено. Колку повреди си имаат случајно на тој терен. Ке треба веројатно извештај од здравниот дом да земе. Јас конкретно имам играно само во Јосиф на тој терен. Единствен ризик кој што сум го видел е при дожд, при мокар терен. Тоа е преголем ризик само кога има дожд. Кога има рост. Да. Добре, благодарам. Дали некој друг разбор? Доколку никој нема разбор, јас ќе се јавам. Сакам да ги замолам колегите советници, за да не ја залажуваме јавноста, да ги разграничиме економските термини и поими. На неколку седмици, кога зборуваме за приходи, расходи, за позитивни резултати, малку ги мешаме поимите и тоа што точно тие значат. Конкретно за денешната седница, за завршната сметка, за долгот на општината и за буџетскиот дефицит, да им објасниме на граѓаните дека буџетскиот дефицит е всушност недостатокот на приходите за тековната година. Но тоа не значи дека овие 14 милиони се вкупниот долг на општината. Благодарам. Дали некој друг разбор? Доколку никој нема разбор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена годишната сметка на буџетот на општина Валандово за 2025 година. Точка 2. Годишен извештај на општина Валандово за 2025 година. Замолувам представникот од општината Славица да се произнесе по однос на овој извештај. Повелите. Годишниот извештај на општина Валандово за 25 година ви е даден исто така споредбено 24-25 година, реализацијата на приходите и расходите, кои средства се исплатени за капитални инвестиции. Исто така, овој извештај ги содржи и расходите и приходите, како што рече градоначалникот. Ова е консолидирана завршна сметка за сите учесници во оваа завршна сметка, тоа се пред се и училиштата, 25 мај и детската градинка Калинка од Валандово. Сакав само да се надополнам, оттека сите податоци, доколку некој има прашање, ви стојам на располагање да ви одговорам. Меѓутоа, сакам да знаете дека на страната на Министерството за финансии имаме обврска секој месец до 10 во месецот да ги објавуваме
обврските со кои што е доспеаните и недоспеаните обврски. Слободно можете да отворите и да видите со колку општина Валандово е задолжена за доспеани и недоспеани обврски. И со термините да расчистиме. Значи, долговите на општина Валандово, финансиската состојба не се содржани во билансот на успех. Тие се содржани во билансот на состојба. А овдека ние даваме завршна сметка, како што ви реков, консолидирана во состав на буџетот кој што е гласан за 25-та година. Значи, овдека не влегуваат тие обврски. И затоа сакам да ви кажам дека можете слободно да спремате во Министерството за финансии, општина Валандово, не само овој месец, и во јануари месец, и во септември месец, отворете, ќе видите кои обврски ги имаме. Мораме законски да ги пријавиме сите обврски. Ви благодарам. Благодарам, Савица. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, оставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоен годишниот извештај на општина Валандово за 2025 година. Точка 3. Завршни сметки на Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово за 2025 година. Замолувам директорот Милан Гичев на Средното општинско училиште Гоце Делчев да се произнесе по однос на оваа точка. Кој е? Почитувани советници, почитуван градоначалник, од името на Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово, во врска со завршните сметки, ќе го кажам следново. Нашето училиште во моментот има 4 сметки, од кои 2 не се активни. Ќе се задржам на двете активни сметки, а тоа се буџетската сметка за учебната година, за минатата учебна година и само финансирачката сметка или 787 сметката во која што нашето училиште остварува приходи од училишната економија. Во однос на буџетските дотации, буџетот за 2025 година е 37.281.000. Ги имате, мислам, сите бројки. Најголем дел од средствата се реализирани за плати, бруто плати, околу 27 милиони, и најголем дел за превоз на ученици, комунални услуги, грејење, комуникација и така натаму, околу 2 милиона и 76. Останатите ставки, кои што исто така ги има во буџетот испланирани, се во помал обем. Сите инвентар, материјали, поправки, средства за хигиена 375.000, тековно одржување на згради и набавки на нови материјали, како што се компјутери, смарт табли и така натаму. Во однос на самофинансирачката сметка може да кажем дека училиштето на ова сметка остварува приходи во однос на тоа што ние како училиште имаме земјоделска ветеринарна струка и овдека имаме остварено приходи и остваруваме како училиште од продажба на продукти и стоки кои што учениците во училишната економија ги реализираат, производство на вино, ракија, мастика, од продажба на овие продукти и еден мал дел на зеленчук. Понатаму остварени приходи од издавање на дупликат дипломи, свидетелства, уписи на воледни ученици. Исто така, вредно е да се каже дека голем дел од расходите од оваа сметка ги трошиме исто така наменети за учениците, значи приходите што ги остваруваат учениците и расходите повторно се наменети за активности поврзани со учениците. Тука еден дел од расходите се заштита од штетници, услуги за копирање и слики на матурантите од земјоделската струка им се платени, котизација за надпревари од земјоделската струка, услуги за жетва на јачменот, на комбанер, патни трошоци за превоз на ученици и така натаму. Во оваа сметка имаме
Пренос на средства од минатата година негде околу 350.000, а приходи на приходи добиени од самофинансирачката сметка се негде околу 303.000 и вкупно имаме 749.934 денари. Така да расходите ни се околу 501.000 и имаме останати средства кои што ги пренаменуваме за минатата година негде околу 250.000 денари. Ако нешто ве интересира, можам да кажам, меѓутоа генерално тоа е за сметката на училиштето со председател. Благодарам, директор. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно се усвоени завршните сметки на Средното општинско училиште Гоце Делчев од Баландово за 2025 година. Благодарам, директор. Точка 4. Завршни сметки на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Баландово за 2025 година. Замолувам представникот од Основното училиште Валерија Димова да се произнесе по однос на оваа точка. Добар ден на сите. Значи, како представник од Основното општинско училиште Јосип Броз Тито имам задача денес да ги презентирам завршните сметки за календарската 2025 година. Училиштето во 2025 имаше 4 активни сметки, од кои првата 603, така наречена, е без деловна активност и за неја се пуштени соодветно известување и празни биланси. Втората сметка е донаторска сметка или 785, на која што имаме почетно салдо на 1.1.2025 година од 349.152 денари. Во текот на годината се стварени расходи од 4.705 денари, кои што се за уплата за завршна сметка и таа на крај на годината на 31.12.2025 година завршува со салдо од 344.447 денари. Другата сметка или самофинансирачката сметка на училиштето, така наречена 787 сметка, ја започнува годината со салдо на жиросметка од 127.033 денари. Во текот на годината остварува приходи од наемнини во вкупен износ од 157.387 денари, од други неданочни приходи, како од типот на свидетелства, надомест од осигурување остварува 14.267 денари, или вкупни приходи во вкупен износ од 171.654 денари. Вкупните приходи заедно со почетното салдо изнесуваат 298.687 денари. Во текот на 2025 година училиштето од оваа сметка има потрошено 96.325 денари, од кои најголем износ за електрична енергија, трошици за репрезентација и комунали и годината е завршила со салдо од 202.362 денари. Последната сметка на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито е буџетската сметка, на која што се добиени приходи од 72.387.487 денари и толку се и вкупните расходи за годината, од кои што најголем износ одат на нето плати придонеси на плата или 45.119.148 денари. Потоа следат придонесите за плата, надоместот за годишен одмор. Поголем дел од трошоците се за режиски трошоци, како електрична енергија, водовод и канализација, дрва, нафта за огрев. Имаме трошоци од типот на канцелариски материјали, за списание и весници, за административни трошоци, наставно-образовни помагала и така натаму.
Дел од расходите одат и за одржување на зградите, за дезинфекција, за одржување на хардверот и софтверот на училиштето и така натаму. Благодарам, Валерија. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој нема да збори, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно се усвоени завршните сметки на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Баландово за 2025 година. Благодарам, Валерија. Точка 5. Завршни сметки на Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Јосипово за 2025 година. Замолувам директорот на Основното училиште Страшо Пинџур Антонио Доберов да се произнесе по однос на оваа точка. Добар ден. Добар ден на сите. Почитуван градоначалник, почитувани сотрудници. Нашето општинско основно училиште Страшо Пинџур има 3 сметки, завршни сметки, од кои едната сметка ни е за проекти, кој што сме остварили приход од 30.000 денари, кој што е во соработка со МОН за меѓуетничка интеграција и што тоа е реализирано. Втората сметка ни е самофинансирачката сметка, од кој на 1.1.2025 година имаме дел од вишокот за пренос во наредната година, тоа е 50.114 денари, а додека оваа година, од текот на 25 година, имаме други неданочни приходи за 42.036 денари и приходи од наемнини 23.650 денари. Се вкупно од оваа самофинансирачката сметка имаме истрошено расходи 5.298, тоа значи дека ни останали уште 110.452 денари. Освен тоа имаме и буџетска сметка, која што е по основ на буџетски дотации и во кој што вкупниот буџет за 2025 година ни е 37.439.265, исто толку имаме и расходи, од кои што поголем дел, околу 80-85% ни оде во плати, од кои што плати имаме бруто плати 22.552.523 илјади денари и придонеси имаме 8.751.613 денари. Како други сметки, како што се комунални услуги, грејење, транспорт и така натаму, имаме околу 1.923 и сега да не ги читам сите сметки, ако има нешто посебно да прашате за Страшо Пинџур, да ви одговорам. Благодарам, директора. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно се усвоени завршните сметки на Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Јосипово за 2025 година. Благодарам, директор. Точка 6. Завршни сметки на детска градинка Калинка од Баландово за 2025 година. Дана Сочева се произнесе по односно оваа точка. Повеќе. Добар ден, почитувани советници, почитувани граѓани, почитувани граѓани на општина Баландово. Јавната општинска установа детска градинка Калинка од Баландово располага со 2 активни сметки, од која едната е собствена, 787, и има остварено вкупно приходи за 2025 од 5.019.758 илјади. Овој приход е употребен за комунални услуги 11.517, материјали и ситен инвентар 3.030.456 илјади, поправки и тековно одржување 25.949, договорни услуги 512.961, други тековни расходи 22.716 и привремени вработувања од 1.208.000.
вкупен расход од 4 милиона 811 599 и пренесено салдо од 208 159 илјади. Во втората сметка, која што е буџетска 903, е со блок дотации од Министерството за социјална демографија и млади, е по основ на плати 21 милион 652 277, по основ на придонеси 8 милиона 393 586, по основ на К15 618 550, по основ на трансфери за пензионирање 164 998, други трансфери во кои спаѓаат јубилејните награди од 232 103 илјади. Комунални услуги 1 528 174 илјади, материјален и ситен инвентар 105 990 илјади, поправки и тековно одржување 152 826, договорни услуги 44 459 и други други тековни расходи 163 846. Значи, купен приход и расход од 33 милиона 056 809 илјади. Денес сакам отворено и искрено да ве информирам за состојбата во која преземам детската градинка како директор на оваа установа. Кога ја презедов функцијата, затекнав сериозно нарушена финансиска состојба. Градинката во овој момент има вкупен долг од над 3 милиона и 500 илјади денари. Од овој износ, околу 1 милион и 500 илјади денари се долг за храна, што значи дека дури и основната потреба исхраната на децата била доведена во ризик. Дополнително, установата се соочи и со блокирана сметка од ЕВН, што представува сериозен проблем за секојдневното функционирање. Сметам дека граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Ова не е состојба која што може да се сокрие или која што може да се минимизира. Ова е реалноста со која што мораме да се соочиме. Јасно сакам да порачам дека грижата за децата никогаш нема да биде доведена во прашање, без разлика на тешката финансиска состојба во која што се наоѓа. Моја обврска и обврска на тимот е да обезбедиме градинката да функционира нормално и децата да ја добиваат грижата што ја заслужуваат. Во наредниот период ќе работиме одговорно, транспарентно и посветено пред се за да се стабилизира финансиската состојба и да се воспостави ред и одговорно управување со средствата. Ова нема да биде лесен процес, но нема да се бега од одговорноста, нема да се бега ни од проблемите. Ќе работиме чекор по чекор, за да ја вратиме стабилноста на оваа важна институција. Најважно од се, градинката мора да биде сигурно и стабилно место за нашите деца. Верувам дека со одговорна работа, соработка со институциите, пред се со општината и подршка од заедницата, ќе успееме постепено да ја подобриме состојбата. Ви благодарам. Благодарам, директорка. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Повеќе граначен. Благодарам. Почитувани советници, знаете дека на минатата седница донесевме одлука со која што определивме 1 милион денари да ги подобриме условите за условите за престој на децата во градинките и исхраната, наградни, односно средства со кои што им се потребни во функционирањето на градинката, но сепак овие средства, како што слушнавме во извештајот на директорката, ќе им бидат потребни за санирање на долгови, исклопена долгови. Веројатно треба да размислуваме во наредниот период да носиме друга одлука со која што ќе ги помогнеме на градинката да ги подобри услугите за децата. Чи премалку биле 1 милион, едноставно само успеавме на брзина да ја одблокираме средствата со делот. Тие 1 милион
на градинката. И сега да видиме колку имаме можност во буџетот да одвоиме дополнителни средства од буџетот на општина Валандово, за да ова институција работи, како да кажам, во еден нормален тек. Да не се случува на детските градинки во општината да не исклучуваат електрична енергија. За жал, овие постапки се започнати во месец септември. Немавме никаква информација дека има таква постапка од страна на Ивана и нотарот кој што бил задолжен за оваа постапка. Реагиравме, брзо и успеавме да постигнеме договор околу начинот на исплаќање на долговите кои што ги има градинката кон добавувачот на електрична енергија. Ќе ги ставиме во функција, бидејќи фотоволтаиците кои што се добиени од проект со прекогранична ИПА соработка во 2016 година биле расипани, ќе ги ставиме во функција и дополнително како општина од еден друг проект ќе обезбедиме уште барем 10 или 20 киловати фотоволтаици. Ќе гледаме да успееме да инсталираме фотоволтаици на градинките во Пирава, Јосифово и Удово, бидејќи се во ист објект и училиштето до 5 поделение и градинката, за да ги максимално ги намалиме трошоците за електрична енергија која што ги има градинката. Исто така е една информација за јавноста. Во 2017 година, кога СДСМ ја презема локалната власт и се именува директорка, претходниот градоначалник, на сметката за самофинансирачки активности, градинката има на располагање некаде околу 1.200.000 денари, близу 20.000 евра. За да на таа сметка се затекнат некои меѓу 50 и 100.000 денари, така нешто мислам беше. И долгови од 3,5 милиона дополнително. Че зборуваме за чиста сметка во 2017 и 20.000 евра на сметка. Сега имаме ситуација на сметка 100.000 денари, долгови од 3,5 милиона. Сепак мислам дека кој да раководи со такви институции, треба тоа да го прави домакински и навремено да бара од нас како институција да помогнеме во вистински момент, за да не ги доведеме активностите на детската градинка околу згрижување на деца во ризик. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Благодарам, председателке. Почитуваме директорке, овдека гледам дека имате ставка за договорни услуги 512.000 и нешто и привремени вработување од над 1.000.000 денари и нешто. По Нова година имав реакција од некои родители дека вработените што биле таму со договор на дело биле напуштени и не биле на работа веќе. Јас тогаш сакав да ги испитам дека ќе им се продолжи договорите. Пред да дојдам на седница, повторно се слушнав, нивните договори се уште не биле продолжени. По Нова година и родителите од турската заедница што имаат деца таму, единствена турчинка негователка, што е соодветна, и неговиот договор не е продолжен. Собрале подписи за да се врати вработената на работа, но јас бев убеден дека ќе се врати вработената на работа и ќе нема никаков проблем. Дали планирате оваа година да ангажирате со договор на дело од овие ставки и ако ангажирате, јас ќе ви замолам да се врати на работа единствената негователка од турската заедница, затоа што таму има и деца од турската заедница што на мали години не го разбираат македонски език, за да се разберат со негователките кога имаат проблем и родителите да бидат спокојни кога ќе ги остават своите деца по градинката. Благодарам. Благодарам, колега. Говори директор.
По основ на договорни услуги, само да ве коригирам, договорни услуги се услуги што ги имаме привремено за некои поправки, за софтвер, значи да разграничиме привремени вработувања е различно, предпоставувам за тоа ме прашувате, за привремено вработење. Во тој момент не можам да зборувам нешто што било пред мене, можам да кажам дека договорите на привремено вработените се истечени на 31.12.2025 и од истите немаме потреба за да ги продолжуваме. Во овој момент градинката нема вработени преку приватна агенција, затоа што немаме можност, немаме ниту финансиски дел, затоа што ако погледнете, над 1 милион денари се употребувале за таква намена. Многу ниско одираме, ако одираме по основ на националност. Градинката е бела, не е ниту плава, ниту црвена, ниту зелена. Треба да ја гледаме сите како едно заедништво на сите нас, без разлика кој од каде доаѓа, без разлика кој со што се занимава, без разлика кој од која националност. Градинката е отворена за секој вид на националност, за секој работник што ќе се работи својата работа. Благодарам. Благодарам, председателке, почитувана директорке. Јас најмногу што не сакам да се симне ова на темата на национална база. Јас не реков дека градинката е затворена за деца од турската заедница, ако ме слушате добро. Јас само, како член на Советот овдека, уште по нова година, родителите на тие деца, што собрале подпис и што се обраќале до мене, еве, 3 месеци не реагирав за ова, бев убеден дека таа негователка, што е единствена од турската заедница, ќе се врати на работа. По 3 месеци реагирам, значи, и верувам дека ќе ме разберете што сакам да кажам. Не кажувам дека градинката е затворена, но сватете и вие дека во таа градинка треба да има некоја негователка или како е таму воспитувачка, да има некој од турската националност што познава турски јазик, затоа што тие деца не знаат македонски јазик и кога се соочуваат со проблеми, некој да обрне внимание на тие деца. Предходно постоеше некој си балансер по институциите, таа е укината, сега не знам како се регулира тоа, но освен тие балансери и други политички алатки што ги измислуваат, ние, како општествени граѓани, ние како советници, вие како директорка, треба подеднакво да се грижите за сите деца. Да не ме разбирате погрешно дека сите деца не се згрижени исто, но тие родители што собрале подписи, имале проблем, значи ние треба нешто да им одговориме на тие родители и да им овозможиме исти услови. Благодарам. Благодарам. Ќе има право да ви тоа што е. Добро. Како што напомена директорката, беа собирани некои подписи, но за вработената од турската припадност не стигна такви подписи кај нас. Поради лошата финансиска состојба, детската градинка во овој период, бидејќи првите месеци од годината нема потреба од дополнителни негователи, бидејќи бројот на децата во јануари, февруари, кога е периодот и март на вируси, на распусти, се во помал број. Зборувам искуствено периодите предходно, кога сите знаеме дека во тој период се намалува бројот на децата. Еве, ворете забелешката на советникот, ние како општина, заедно со директорката, ќе направиме напор, една или две
негувателки со договор да бидат ангажирани, но кога ќе создадеме финансиски услови, се надевам дека тоа ќе биде брзо. Брзо е релативно, нели, но сепак ќе направиме максимален напор. Договорите завршиле во градинката на 31.12. Само едно подсетување ќе ви кажем. Иста таква беше ситуацијата 2017 година. Имаше со договорни услуги на 31 до 31.12. Веднаш од сред настава, од сред ден работен, тие што беа со договори беа набркани од работа. Треба да знаете, ви бевте советник во тој период, почитувани. Че им беше земено работното место додека беа на него, додека ги извршува работите. Ситуацијата е таква каква што е финансиска, ќе направиме максимален напор, уште еднаш ќе нагласам и сметам дека твојата забелешка дека една или две негувателки по можност и воспитувачка воеднина да бидат од лицата од турската припадност за полесна комуникација внатре со децата. Исто така ќе искористам можноста да известам јавноста, посебно во Бојмијата, дека оној проблем кој што беше со детската градинка во Брајковци е решен. Очекуваме само во една дополнителен зафат кој што е од неколку часа и сметам дека од 1 април веќе би бил подготвен објектот, затоа што мора внатре да се средат, да се изчистат занималните ходниците. Ќе биде целосно подготвен да ги прими повторно децата од Бојмискиот дел. Че направивме максимален напор, го решивме проблемот поради кој што од безбедносни причини беше затворена градинката претходно. И се надевам дека во најкус можен рок ќе биде повторно отворена градинката во Брајковци. Благодарам. Благодарам, Благодарам, председателке, и благодарам градоначалник што бев сватен од вашата страна. Сега дека проверив дека подписите што ми ги доставиле мене родителите било на 8 јануари, што јас бев силно уверен дека нема да имаме таков некој проблем, но еве што ме прифати на мојата забелешка, јас благодарам и очекувам негувателката и што викате пус некој ќе се вратат на работа и ќе бидат спокојни и родителите. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно се усвоени завршните сметки на детската градинка Кајин Корваландово за 2025 година. Благодарам, директорке. Точка 7. Завршни сметки на Дом на култура 25 мај за 2025 година. Молувам директорот на Домот на култура 25 мај доктор Давчев да се произнесе по однос на оваа точка. Повеќе. Почитуван градоначалник, добар ден, почитувани советници исто и на вас добар ден. Домот за културата 25 мај располага со две активни сметки, едната е сметка за донации и плати, другата е собствена. Минатата година по буџет сме имали 8.848.856 денари, од кои 7.853.204 денари и 124 денари се за плати и за К15 одмори, а другите се за комунални трошици. Тоа што можеме. Благодарам, директора. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно се усвоени завршните сметки на јавната општинска установа Дом на култура 25 мај за 2025 година. Почитувани, продолжуваме со точките од дневниот ред. Точка 8.
Предлог одлука за прифаќање на донација, изведба на градежни работи, реконструкција на дел од тротоарска површина на улица Никола Карев во Валандово од Друштвото за трговија и услуги Слот Ренц АС до од Валандово. Замолувам представникот од општината Џоко Аврамски да се произнесе по однесна оваа точка. Добар ден на сите. Значи, од страна на ова Друштво за трговија и услуги Слот Ренц АС до Валандово беше уреден тротоарот кој се наоѓа на улица Никола Карев, купна површина од некаде околу 100 метри квадратни. Истите тие го извршија реконструкција на тротоарот, на некој начин го разобловеа тој простор што се наоѓа на тој дел од градот. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Повеле граначен. Еве, користам можноста, им се благодарам на Слот Ренц АС до Валандово, затоа што сепак оплеменија еден мал дел, но сепак значаен за движењето на пешаците во тој дел од градот Валандово. И ова нека биде уште еден поттик за општествено одговорните компании во наредниот период да ни помагат како општина во реализацијата на такви проекти. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за прифаќање на донација, изведба на градежни работи, реконструкција на дел од тротоарска површина на улица Никола Карев во Валандово од Друштво за трговија и услуги Слот Ренц АС до од Валандово. Точка 9. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Замолувам Џоко Аврамски да се произнесе по однос на оваа точка. Со оваа одлука се врши дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Во програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година по точка 3 активности, алинеја 3.4 реализација на проекти се одаваат нова точка која гласи реконструкција на улица, парк и паркинг во Валандово. Проектот ќе се аплицира на јавен повик од Биро за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој за 2026 година. Купната проценета вредност на овој проект изнесува 2.823.327.000 денара. Благодарам. Благодарам, Џоко. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Кој е градоначалник? Станува збор за измена и дополнување на програмата за локален економски развој, со кое што предвидуваме проект зад зградата под полициската станица, задниот дел на објектот на Центарот за социјални работи, со кое што ќе се уредат 26 паркинг места, заврен парк за деца, има близко во содржината, пристапен пат и парковска површина од некои 300 квадратни метри. Така да сметам дека овој дел, кој што во овој момент е запуштен, е дел од централното подрачје. Знаете дека во тој дел имаме сериозни проблеми со паркинг местата на објектите во околината. Сметам дека во значителен дел ќе го решиме и проблемот со паркирањето и ќе добиеме еден нов оплеменет полов простор и каче дополнително за децата да ги поминуваат своите игри на тој простор. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена програмата за измена и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Точка 10. Предлог одлука за прифаќање на донација на техничка документација и ревидентски извештај за основен проект реконструкција на пристапна улица, парк и паркинг во Валандово од Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги МГ проект Дуел од Скопје. Замолувам представникот од општината да се произнесе по однос на точка. Кој е? Со оваа одлука општина Валандово прифаќа донацијата од Друштво за проектирање, трговија и услуги МГ проект Дуел од Скопје со техничка документација на основниот проект кој пред малце беше образложен, со
со технички број ОП 3326 од март 2026 година и евидентски извештај РЕ 0126 од март 2026 година. Сега општина Валандово е во фаза на постапка на издавање на одобрение за градење, т.е. одобрение за реконструкција на пристапна улица, парк и паркинг и во наредна фаза следува аплицирање на истиот проект. Благодарам. Благодарам, Жоко. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дај некој бар разбор, Граначо, повеќе. Еве ќе искористам и ова прилика да им се заблагодарам на МГ проект до Скопје. Нивната општествена одговорност уште еднаш ја покажуваат и во оваа ситуација. Ми излегува во пресред да изработиме техничка документација со која што ќе аплицираме на проектот на Бирото за регионален развој во делот за урбани средини. И мислам дека истебната одлука е во контекст на овој проект, така да општината, односно одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и локален економски развој веќе е подготвено да аплицираме уште во текот на утрешниот ден. И благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за прифаќање на донација на техничка документација и ревидентски извештај за основен проект реконструкција на пристапна улица, парк и паркинг во Валандово од Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги МГ проект ДОЕ од Скопје. Точка 11. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Замолувам представникот од општината да се произнесе. Повеќе. Повторно станува збор за истиот проект. За реализација на истиот проект, реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово, општина Валандово ќе учествува со сопствени средства во вредност од 20.820 денари. Благодарам, Жоко. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бар разбор? Повеќе, градоначалник. За реализација, за целосна реализација на овој проект потребни се, согласно проектната документација и предмет пресметката во неа, ни се потребни 2.823.327 денари. Од согласно средствата кои што стојат на располагање од Југоисточниот плански регион, за општините од Југоисточниот плански регион, кои што се делат по законска формула, имаме право да искористиме 2.802.498 денари. Затоа ни се потребна ни е согласност од Советот да употребиме, односно да учествуваме со собствени средства во висина од 20.829 денари. Значи минимално и учеството и сметам дека Советот ќе даде зелено светло за ова. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бар разбор? Доколку никој не бар разбор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Точка 12. Предлог одлука за одобрување финансиска поддршка за реализација на програмски активности на Сдруженијето на граѓани за развивање на ракометот во Валандово, ракометна школа од Валандово во износ од 75.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бар разбор? Повели момче. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, со оглед на фактот дека сум еден од основачите на Сдруженијето, се изземам од гласање по однос на оваа точка. Благодарам, момче. Томче, повели. Почитувани колеги, исто така и јас сум дел од основачите на ракометната школа и така се изземам и јас. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бар разбор? Повели, градоначалник. И во однос на ова одлука за да одобриме финансиски средства за поддршка на програмските активности на ракометната школа во Валандово. Ракометот не само во градот Валандово, туку и во целата општина имаше традиција
некои од повозрастните се сеќаваат дека имаше и ракометни клубови на територијата на општината. Секако дека оваа иницијатива на ентузијасти, неколкумини ентузијасти во општината, веќе започнати се тренинзите во ракометната школа и се надевам дека Баландово за краток период повторно ќе биде на мапата на ракометните лиги кои што се дел од организација на Ракометната федерација на Македонија. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоена одлуката за одобрување финансиска поддршка за реализација на програмски активности на Сдруженијето на граѓани за развивање на ракометот во Валандово, ракометна школа од Валандово. Точка 13. Предлог одлука за давање во закуп недвижна ствар, собственост на општина Валандово, на катастарска парцела број 3678, катастарска општина Градец. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Произнес повели, Джоко произнес по однос на оваа точка. Да, овде станува збор за објектот Дом на култура во Удово, поранешниот Дом на култура во Удово. Со давање на закуп на недвижниот имот, со оваа одлука се предвидува да се даде на закуп овој објект од време трајање од 5 години. Давањето по закуп на недвижен имот од член 2 од оваа одлука ќе се изврши согласно законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост преку електронскиот систем за јавно надавање при располагање со движни и недвижни ствари ствари. Со процената пазарна вредност согласно извештајот за процената на недвижен имот кој изнесува 2.792.363. Почетна цена за закуп на овој објект изнесува 0,5% од ова процената вредност. Постапката за давање во закуп на предметниот недвижен имот ќе ја спроведе Комисијата за недвижни ствари и движни ствари во собственост на општина Валандово, која формира градоначалникот на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, Джоко. Дали некој бара збор? Повели, колега. Вака, почитувани колеги и градоначалници, с оглед на тоа што не само да збора за објектот, кај што сме и јас и Мартин, советници, Удово, по-конкретно, и убаво што се коригира представението за општината, да влизам поранешен Дом на култура, кој што функционираше од тоа време во такви околности, па дури во еден период беше и като кафетерија, и убаво функционираше. Овој објект не само во Удово, туку е во Сифово, во други места се веќе дуго. И стануваат опасни места и за децата таму се бркат, играат, паѓат и така натаму. И јавно е што некој проявил интерес да го реновира, да го пренамени и да го држи под закуп. И тој дел веќе ќе добие една нова форма, бидејќи од него натаму имаше уште едно големо дугло, каде што таму се трупаше след 50 на години, кој знае колку се измакна, се среди како парк, како јавна површина, тоа го вика бункерот или до, тука го викаме ние бункерот во Удово, и сега овој објект, што и да е, да се изврши пренаменот и како Дом на култура веќе не може да функционира ако не е под надлежност на некој јавно предпријатие, да речеме 25 мај така натаму. И да се направи возобнови како Дом на култура, ако не е под нечија надлежност, некој да раководи со него, да владее, да стопанисува и така натаму, пак ќе биде допуштено место. Значи, тука, би дали ние секако подршка да се реновира, таму треба да се вложат многу средства. Тоа е една запуштена форма, да не го наречеме веќе дуго и да речеме емотивно сме ние врзани таму, кои сме одели играни на концерти на Зијан и така натаму. Дори ми некако не да го наречем дуго војно, така веќе не. Тоа е мојата забелешка, значи би дал подршка во секој случај за што е да се води. Во какви форми да се води. Или на мене. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повели, градоначалник. Да се објасниме и за ова точка од дневниот ред. Јавноста, посебно граѓаните на населеното место Удово, треба да знаат дека
се појави заинтересирана компанија која што се уврза да го реконструира објектот. Ние како општина проведовме постапка за проценка на објектот, за да врз основа на таа проценка ја одредиме почетната цена кога ќе биде објавена најствари, таму може да конкурираат и други заинтересирани. Значи, тоа е отворена постапка за да одредиме почетната цена за месечниот закуп. Секако дека како општина ние мораме да поставиме согласно законот. Луѓето од компанијата беа неколку пати кај мене, доставија и писмо за интерес за закуп на тој објект и се обврзаат дека сите сме свесни дека не може да функционира објект кој што во моментот дури не безбеден. Се обврзаат да го реконструираат, че станува збор за компанија која што е заинтересирана да врши откуп. Тука пред и се ќе бидат нивните канцелари за склучување на договори за функционирање на компанијата во овој дел, да им биде седиштето на компанијата која што ќе се занимава со откуп на овоше кои што се, нели, како да кажам, втора, трета, четврта класа за индустрија, односно за производство на сок во фабриката во Демирхисар за сокови. Значи, по тоа што го зборувавме отворено со собствениците на оваа компанија, се надеват дека во овој регион ќе имаат доволно репроматеријал, како да го кажам, доволно количини за да, например, она што е отпад од грозје, од праска, од сите овоше, да го откупуваат и да го пласираат во таа фабрика. Таа им е целта. Договорот можеме да го склучиме на 5 години и се надевам дека ќе им тргне работата за да биде постабилно и откупот на отпадот од овошето. Затоа што знаеме дека во последните години и јапонската јаболка се соочува со сериозен проблем во откупот и многу наши сограѓани ги напуштија јапонските јаболка, не ги обработуваат како што беа, нели, претходно нашите полиња со тоа лоши. Се надевам дека ќе биде од корист не само тоа што ќе го реконструираат објектот, туку дека и ќе придонесат за да земјоделците можат да го пласираат и отпадот од нивните овошни насади. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг го разбори? Доколку никој не го разбори, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за давање во закуп недвижна ствар, собственост на општина Валандово на КП број 3678, катастарска општина Градец. Точка 14. Предлог одлука за собствено учество во реализација на проект подобрување на комуналните услуги во југоисточниот плански регион преку набавка на возила за општина Валандово. Замолувам представникот од општината да се произнесе по однос на оваа точка. Градоначалник, вие повеќе. Почитувани советници, почитувана јавност, уште еден корисен проект ќе се реализира во нашата општина. Возниот парк во јавното комунално предпријатие во делот на камионите за собирање на смет повеќе од 15 години не се обновени. Станува збор за 2 возила кои што веќе се во поради одржувањето кое не било на нивото потребно за такви возила, се во прилично лоша состојба и секако дека овој камион за собирање на смет со капацитет од 8+7, односно 9 метри кубни отпад. Значи, двете камиончиња што ги има во моментот јавното комунално предпријатие со тој капацитет, со тој волумен. Советот за развој на југоисточниот плански регион на седницата одржана пред околу 10 дена донесе едногласна одлука средствата кои што се од повикот за намалување на диспаритетите во рамките на овој повик, каде што имаат можност да аплицираат
планските региони, Југоисточниот плански регион ќе аплицира за општина Валандово за специјално возило за собирање на комунален смет. Проценетата вредност на едно такво возило имате и во член 3 од одлуката, изнесува 4.950.000 денари. Ние како, односно Југоисточниот плански регион, согласно процентот на средства кои што може да ги аплицира, таа вредност изнесува 4.677.500 денари. Тоа ни ова одлука ни е потребна да биде дел од апликацијата, односно ние како општина да се согласиме да обезбедиме, односно како наше учество во вкупната цена да одвоиме 272.500 денари. Со ова одлука и самата спецификација за возилото кое што ни е потребно, нели, во овој момент, односно е дел од овој проект, ги даваме службено на службите на Југоисточниот плански регион и аплицираат на овој повик. Пак ќе кажам, со едногласна одлука на Советот за развој, тело каде што членуваат 10 градоначалници од Југоисточниот плански регион, се донесе одлуката да оваа година овие средства ги искористи општина Валандово. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој го разбор? Доколку никој не го разбора, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за сопствено учество во реализација на проект подобрување на комуналните услуги во Југоисточниот плански регион преку набавка на возило за општина Валандово. Точка 15. Предлог одлука за формирање на НВО центар или центар за невладини организации во општина Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој го разбор? Повеќе градоначалник? Накратко да дадам објаснување за јавноста и за вас, почитувани советници. Општина Валандово ќе обезбедува услови за сите, за целиот невладин сектор, за здруженијата. Мислам дека ни се повеќе од потребни да ги раздвижиме сите полуги на нашата средина. Тука спаѓаат и спортски клубови, и фолклорни друштва. Во овој дел тука станува збор за НВО центар. Вчера, знаете, имаше еден настан на кој што беше отворен хаб. И сметам дека тој простор, кој што е уреден од, мислам, деловно ние како општини и останатите невладини организации, дел од своите проекти, односно во самите апликации, ќе предвидат одредени средства за дооредување, доследување на тој простор. Тој е првиот кат, значи приземје и прв кат на влезот, делот кај што е влезот за терасата во Домот на културата. Кај што беше Општинската изборна комисија на Радио Валандово во тој хол. И со оваа одлука, како општина, ќе бидеме обврзани на нашата веб страна да распишеме конкурс за каде што ќе можат да пројават интерес сите невладини организации и здруженија за користење на овој простор. Така да мислам дека е добро да се покриеме, да имаме таква одлука и да им овозможиме еден таков простор за одржување на работилници, состаноци и ред други активности кои им се потребни на организациите од невладиниот сектор во нашата општина Валандово. Инаку, мојата идеја е во иднина во објектот на старо новото собрание во центарот на градот, што би рекол професорот Георгиев, Дубло или Рубло, да го претвориме во еден нов модерен објект, каде што на приземјето во деловиот простор, кој што е предвиден во тој објект, да имаме еден модерен хаб, кој што ќе го користат сите невладини организации. Ова е привремено решение, но сепак имаме едни така солидни услови за одржување на такви настани.
Значи, мораме да планираме, да имаме цел и да дојдеме до целото. Се надевам дека еве овде и од службите за урбанизам се со нас на Советот, се надевам дека во блиски за неколку месеци ќе добиеме детален план за централното градско подрачје и ќе можеме да ги решиме објектите како старо новото собрание недоизградено и хотелот поранеше на Анска река, или тие го очекуваат како инвеститори новиот детален план за централното градско подрачје и да на некој начин успееме да направиме една нова помодерна слика на градот, не со стари објекти, западнати. Тоа ќе се трудиме во сите населени места да го направиме. Исто така, еве и за јавноста да знае дека во тек е изработка на техничка документација за домот во Јосифово. Има таму активности со игровни групи, со други секции и мислам дека тие стари објекти кои што се дел од централните подрачја на населените места ќе успееме да ги оплемениме, да ги дотераме за да не ни ја нарушуваат убавата слика за нашите места. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно усвоена одлуката за формирање на НВО центар или центар за невладини организации во општина Валандово. Точка 16. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово за време на велигденските празници 11 и 12 април 2026 година за 2 часа. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Валандово. Почитувани, со оваа точка и исцрпен дневниот ред за денешната седница. Дали имаме советнички прашања?